Почитуван председателя, почитувани колеги пратеници, почитувани представници од владата, почитувани медиуми, ќе го искористам почетокот на седницата повторно да се обратам за она што веќе представува проблем при функционирањето на собранието по однос на пратеничките прашања, а тоа е одговор на пратенички прашања кои што се доставени до министрите на владата. Во една прилика, почитуван председател на владата господин Зоран Заев, ви доставив преглед на пратенички прашања за кои што не е добиен одговор. Истото се случува и денес. Значи, повторно имаме 14 пратенички прашања кои што не се одговорени во рок, а од кои што 9 од тие прашања се на опозицијата, а само 5 од власта. Или 2/3 од прашањата кои што не се одговорени, за кои што немаме добиен одговор, се прашања од опозицијата. За разлика од овие прашања кои што се поставени од опозицијата, а нема добиен одговор, за денешната седница има преглед на пристигнати одговори на пратенички прашања за 44-та седница, на кои што скоро половина од прашањата се прашања на кои што владата одговара на власта. И мене ми е јасно дека владата ќе одговара со задоволство на власта, затоа што најголем дел од тие прашања се афирмативни, по кои што ќе можат да се изјаснат министрите. Затоа замолувам и препорачувам да си поразговарате со министрите, да и одговорите кои што можеби за нив не се толку позитивни, ги одговорат, затоа што најголем дел од овие прашања пратениците не ги поставуваат во свое име, туку се прашања кои што одредени групи на граѓани, заинтересирани организации ги поставуваат, а не можат да ги добијат поради нетранспарентноста на владата. Би сакал да ви известам дека дел од тие прашања кои што не се одговорени се поставени уште од јануар месец 2021 година и затоа сметам дека доколку милувате да го користите зборот транспарентност на владата, да пробате да ги замолите вашите министри да одговорат транспарентно на прашањата кои што се поставени од опозицијата. За мене нема друг изговор, нема друг одговор на ова прашање, освен дека владата навистина не сака да одговори на прашања на опозициони пратеници. И си го поставувам сам прашањето, доколку не одговараат согласно закон и деловник на пратеници кои што имаат обврска да постават прашање и да добијат одговор, како ли се однесуваат кон граѓаните и како ли граѓаните ќе добијат одговор од оваа нетранспарентна влада. Повторно ќе повторам, да го искористам времето до крај, 14 прашања не се одговори, почитуван премиер, од кои што 9 се од опозицијата. Не ви го доставувам прашањето, ќе ве замолам вашите служби да најдат кои се тие прашања и да ги замолите или да им препорачате на министрите да одговорат на пратеничко прашање поставено од опозициони пратеници. Благодарам.